Ајде, валјда ќе дојд некој да иставиме дневницата денеска, да не сме забадијала. Го пријателот. Дечко. Кај возиш вака да не мора. Ќе ги имам брзам си шо возиш вака. Добро, брзам малку. За кај се брзаш? Дома. Кај? Одгоре. Шо бараш? Не знам да ги видам дом. Дај сега документи. Какви документи? Денеска контрола имаме за алкотест. Добро. Ќе правиме? Ајде, нема ли таман Пиеме работа? нешто? Да, ракија. Види, пробај. Абе сега да. Пробај да видиш. Море синџир. Шеска, ја? Пробај. Ајде да видиме. Кога веќе алкотест, пробај тест напред. Еве напред тест, да видиш. Чувај, ајде, може да додам, добар е тесто, така? Петка, ајде. Ама добра ракија, бра, алалда. Да ви кажам нешто за мене, еве, како сум почнал со метеорологијата, како стигнав до ова што сум денес. Како многу мал, ја сакав многу метеорологијата, искрено сакам многу снег, сум сакал од секогаш. И како мал ова морам да го кажам, од многу мали ноце, кога ќе вееше снег, јас уште од рани зори станував за прв да излезам на снегот во 3-4 сати од сабајле. Рачуме мало дете. До толку го сакам снегот. Како станав популарен? Оваа работа најпрво со метеорологијава ја работам повеќе од 10 години, можеби 15 години. Станав славен, излегов во јавноста по катастрофалните поплави кои го зафатија Скопскиот регион во август 2016 година. Поточно 8 август 2016 година. Од тогаш навака сум многу познат во јавноста, медиумите ме објавуваат, ме почитуваат. И потоа станав многу славен како метеопрогнозер. Најмногу сам се го совладав ова работа со метеорологијава, имав сосема мала помош од одреден број на луѓе, не многу, ама ми се најдеа некои мал дел од луѓето, искрени, пријатели. И ова што сакам да го кажам, значи треба да биде човек упорен, да не се предава, затоа што кога Господ ќе ти ги даде и тие 5 минути ако навистина бидиш упорен во работата што ја сакаш. Во Струга, во мојата преубава Струга, навистина има многу за што да се зборува. Еве јас како граѓанин од Струга можам да кажам дека е градот многу добар, многу посебно во летниот период има многу туристи, го посетуваат многу туристи од секаде, од Македонија, од регионот, и од цел свет, да кажам, Европа, цел свет. Во Струга сабота е пазарен ден, луѓето си пазарат, има многу производи што можеш да ги купиш, али во денешно време производи има колку да сакаш, пари нема. Леси, Мирна. Сега, за кого како сега некој надим вид некој немат, али тоа е тоа што можеш да правиш. Луѓето, ајде, во овие што се, ние за град добро, ама овие што се одоколу од селава, ке си посадат нешто, ке си имаат за подома што да јадат, стока ранет,
од кокошките јајца едно друго, имаат. Тие си имаат се искрено. Али кај нас е по-друго се, мора све да купиш. На лето, овие ние од Струга на лето можеме да живниме, што би рекле ние стружани. Кога доаѓаат туристи, особено овие што изнајмуваат соби. Тие можат, например, да направат некој динар повеќе во текот на летниот период. Туристи си доаѓаат, си одат, други идат и така. Ќе си направат некој пари. Ама и ние што немаме, тоа е. Јас колку толку заработвам еве од метеорологијава. Искрено, ево, ќе кажам, ќе бидам искрен, не заработвам премногу. Ама фала му на Бога и за ова што помалку го заработувам, ама е честно и поштено сработено. Тоа сите го знаат. И тоа е тоа.